Добар ден, криптоентузијасти, го гледате каналот Криптогемиџија. Ќе поразговараме за следната тема од листата на теми кои што представуваат категории во криптоиндустријата, со тоа што денеска ќе поразговараме за гейминг делот од овој дел на индустријата, кој што верувам дека е најинтересен за поголемиот дел од вас, но ќе обрнеме исто внимание на сите овие категории, со тоа што поголемиот дел од нивните представници понатаму ќе ги земеме во предвид во понатамошниот дел од bear, односно bull маркетот, со тоа што ќе видиме кој од нив има добар потенцијал. Сега моментално работиме на тоа да ве запознаеме со различните категории и кои се устварат нивните најголеми репрезенти и најдобри репрезенти во моментов. Со тоа што гледаме дека гейминг делот по market cap е прилично голем, гледаме дека имаме и по 1 билион проекти, иако тоа е многу ретко, посебно во овие помали категории како се движиме надолу, со тоа што првата е Sandbox, за која што веќе разговаравме, иако истата е мета, се рачуна како една од гейминг, крипто проектите, затоа што истата содржи игри во самиот Sandbox, односно во виртуалната реалност на Sandbox, на нивниот виртуален свет. Додека следна која што е со 1 билион е Axie Infinity, која што верувам на повеќето од вас ви е позната. Тоа е најголемата крипто блокчейн игра моментално во светот, која што е и најпрофитабилна моментално. Ќе разговараме за неа исто, затоа што не е еден од првите представници. Потоа Engine повторно нема да го земеме во први, затоа што истиот спаѓа во мета категориите, затоа што истиот како таков представува, како што рековме во претходното видео доколку сте го гледале, представува начин на програмирање на блокчейн технологија за користење во виртуалните светови, како и за правење на овие игри. Engine е уствари компанијата која што овозможува правење на овие игри на блокчейн технологија, затоа истата нема да земеме во оваа категорија, и ни остануваат Stepn, Gala и Immutable X како едни од најголемите за кои што ќе разговараме, со тоа што ги земавме овие предвид затоа што имаат своевидно многу различен момент, сите имаат различен карактер и сите представуваат различен дел од гейминг индустријата, со тоа што Stepn е неофицијално, Axie е класична игра, која што е развиена на блокчейн технологијата. Stepn, за разлика од тоа, представува апликација која што е доста корисна во светот и која што како таква, не представува игра, но е сепак на некој начин дел од гейминг индустријата, ќе поразговараме повеќе за неа малку подосна. И во случајот Immutable X и Gala ги земаме како Gala е своевиден, ова е паралелно на Steam. Верувам дека поголемиот дел од вас знаат што е Steam, ова е како Steam, но за блокчейн игри. Со тоа што Gala представува своевиден целосен универзум на игри кои што се развиваат на самата Gala како блокчейн технологија и каде што се користи Gala токенот како платежно средство за било каков тип на трансакции и за купување на ајтеми од ваквите игри. Ќе разговараме подоцна за тоа, додека Immutable X представува класичен маркетплейс за размена на токени тоест размена на одредени предмети кои што се користат во игри кои што моментално се развиени на блокчейн технологијата, за сите игри кои што се развиени на Ethereum или поголемиот дел нормално. Ќе поразговараме малку подоцна за него, со тоа што ќе започнеме со првиот и најголем нормално, самиот Axie Infinity. Знаете и сами, доколку го оставиме на максимална вредност, Axie имаше многу голема вредност. Axie во претходниот bull маркет достигна вредност од $160, со тоа што моментално неговата вредност е нормално 10 пати намалена и повеќе, нормално, затоа што знаете и сами, длабокиот bear маркет, без разлика на тоа дали сте игра, дали сте Ethereum, дали сте друг вид на проект, самиот по себе ги намалува многу вредностите на сите криптопроекти, како и на традиционалните пазари, го знаете и самите тоа, така да оваквиот момент на цената на Axie воопшто не треба да ви изненадува, иако самата Axie Infinity како игра има голема вредност позади себе. Чисто за да ви покажам колку е голема Axie Infinity, ова е нивната основна страна, каде што доколку се предвижиме надолу, можеме да видиме во моментов. Они имаат 2.800.000 активни дневни играчи, замислете, 2.800.000. Тоа е повеќе од нашата држава, со оглед на фактот дека нашата држава е многу помалку од 2 милиони моментално, скоро па 1,5 од нашата држава. Имаме 820.000
најскапиот ајтем кој што може да го купите на оваа игра коштал $820,000, односно некој го купи. И 3,6 билиони долари веќе се тргувани на оваа игра во Marketplace, значи во продажба и купување на ајтеми на оваа игра. Значи 3,6 билиони долари поминале преку оваа игра. И сега разликата е во тоа што, значи претходните игри, ако се сеќавате и самиот прост пример, земете во Steam. Да речеме дека сте играле, не знам, League of Legends или сте играле Dota. Значи на Dota вие може да купите 10,000 скинови, ама самите по себе скоро па да не ви вредат ништо со оглед на фактот дека најчесто тие ги купувате само за себе, додека за разлика од тоа, блокчейн технологијата и блокчейн игрите одат на моментот да навистина вратат на луѓето кои што играат со солидна, да речем, заработувачка. Значи, акции, ако се сеќавате, буквално, значи, ако го споредиме акции сега со целиот глобален свет, можеби во Америка не може да заработувате со оглед на фактот дека стандардот е многу повисок, но ако доаѓате од Филипините и ако заработувате по, не знам, $20 дневно од играње акции, таму би била многу солидна заработувачка. И во Македонија, да речеме, ако е таква ситуација, значи од $15 до $20 заработувате вие на дневно ниво, тоа е одлична заработувачка. Значи, замислете, има луѓе што се откажуваат од својата работа за да играат игри, посебно акции, и на тој начин да заработуваат со цел да не мора да работат, значи добиваат заработувачка преку играње на самата игра, продавање на ајтемите кои што ги заработуваат, и на тој начин фактички не мораат да работат, значи својата работа ја заменуваат со играње на игра, а и добиваат некаде, значи во споредба со просечните плати, па некаде можеби и по 3 пати поголема плата во однос со државите каде што живеат. Повторно ќе кажам, че не може да очекувате да ќе заработувате ако доаѓате од Германија, но истото не е ако доаѓате од Латинска Америка или од Филипините. Значи, па дури и од кај нас. Значи, со минимален влог и со долго играње, сакам да кажам, може да дојдете до степен каде што навистина ќе заработувате. Нешто што не е карактеристично за другите игри кои што до сега не се познати. Значи, прост пример, вие не може да заработувате кога играте Dota. Да, значи може да си купите скин, ама може да го купите, вие многу ретко може да добиете скин кој што вреди, да речеме, или треба да се посерете од игра за да го добиете тоа. За разлика овде, самата игра ви дава приход од однос на тоа што го играте. Сега јас нема да ве лажем, навистина не сум ја играл, значи не можам да кажам, но како најголема, најразвиена игра моментално, можам да ви кажам дека се уште го држи првото место и тоа многу над се останато. Значи, гледайте, нема ни во доглед, значи степен која што не е игра, не е ниту практично една третина, па и една четвртина практично од маркет капот на акции. Сега, јас погледнав акции, навистина нема некои вести, значи сакав да видам дали има нешто интересно, но за жал генерално во криптосветот нема нови вести за акции, иако нели на самата игра вие можеби ќе најдете апдејти и некои нови работи, но нешто големо на пример во криптосветот како поврзување со одредени други да речам проекти или слично, јас не најдов за да можам да ви покажам. Затоа, значи, нели, не можам да ви кажам нешто ново посебно за нив, можеби понатаму кога ќе влеземе во следниот bull market, нормално ќе имаме повеќе апдејти, но за сега гледаме дека е многу активна, со оглед на фактот дека дури во средината на bear маркетот, значи како што може да видите, они има 2.800.000 активни играчи на дневно ниво, што значи дека оваа игра се уште навистина го држи првото место заслужено. Сега, тоа беше еден од првите примери кои што сакам да ги покажам, а тоа е класична игра. Значи, верували или не, јас верувам дека акции ќе остане и во следниот период и во следниот bull market една од по-користените игри, иако тоа не мора да биде исклучиво, значи некогаш испаѓаат нови неочекувани игри кои што нели може да го земат, можеби не првото место, но може да земат дел од нејзиниот маркет кап, но сега за сега акции како таков, јас верувам дека дури и како инвестиција да внесете во акции токените кога ќе дојде следниот bull market, верувам дека нивната цена ќе се качи како и се останато, со тоа што нели не можам да кажам дека сум експерт за акции или дека сум гледал или дека сум следел за да можам да ја кажам колку. Значи за сега нема логика да ги анализирам овие проекти со оглед на фактот дека сме во длабок bear market, треба да видиме прво дали истите ќе преживеат до следниот bull market за да можеме да разговараме за нив повеќе. Сега повеќе се ги користиме како примери за тоа каков тип на проекти може да најдете во секоја од овие категории. Вториот тип на проекти кој што навистина мене многу ми се допадна, значи јас разгледав да видам што уствари представува Gala Games, е многу интересен момент каде што Gala Games представува своевиден стимпанк Steam за блокчейн игри. Со тоа што интересното е што овдека не само на девелоперите, туку се дава и на самите
луѓе кои што се дел од Гала, кои што поседуваат токени, да гласаат за тоа која игра би добила финансии, а која не, во однос на тоа колку им се допаѓа. Значи, можеме да видиме дека Гала сама по себе има собствени игри. Исто како Steam, гледате. Со тоа што нели ви кажува дали е за компјутер, дали е за, значи може да видите каков тип на платформа ви е потребно, дали е браузер, дали е компјутер, дали е, гледате, имате и за телефони. Значи сите овие се различни игри кои што се исклучиво блокчейн проекти и кои што како такви, значи ви нудат на некој начин да играте, но при тоа и да добиете некои ствари од играта или оно што ќе го купите на играта, да може да го зачувате и да го замените. Со тоа што на самата Гала, како браузер, значи како браузер фактички не е екстенжен, туку е самата нивна страна, имате и стор, каде што колку што можам да видам, значи вие може и да поставите, доколку имате нели собствен акаунт, да поставите ајтеми кои што може да ги продадете за Гала токени или пак да ги продадете за локални токени доколку игрите имаат собствен токен. Значи гледате дека во самиот Gala Marketplace може да продавате, може да купувате различни аватари, различни оружја од Walking Dead и слично, што е не својствено за игрите во денешниот период, затоа што најчесто игрите се фокусирани на тоа да земат. Значи не се фокусирани да дадат, додека за разлика од тоа блокчейн категориите моментално и блокчейн игрите се сосема спротивно од тоа, со тоа што самиот проект на Гала дури има и собствени нодови, затоа што Гала е екосистем на кој што се градат овие игри, кои што моментално ги гледате, со тоа што значи може да имате и собствен нод. Знаете како функционираат нодовите, веќе разговаравме за тоа. Значи практично со нодовите помагате во регулирањето и одобрувањето на трансакциите на Гала системот и при тоа добивате во Гала токени, добивате награда за тоа што одржувате нод на нивната мрежа и со тоа ја држите мрежата обезбедена. Значи ова кратки црти како прилика Гала представува, гледате дека во однос на игрите може да одберете игра и според тоа да видите што моментално поседува Гала во собствениот маркетплейс. Значи ова е независен маркетплейс во кој што моментално се вршат размени. Само момент. Значи може да видите во однос на која игра моментално ја селектирате, имате различни, во случајот претпоставувам дека е некаков тип на град, тврдина, што и да е. Значи, секоја игра си носи собствени ајтеми кои што може да ги купите, со тоа што, значи, Гала, моментално токените Гала, се 4 центи и гледаме дека некои од овие ајтеми се прилично скапи. Со тоа можеме да заклучиме дека самата игра по себе е активна, значи кога ќе видиме дека имаме ваков тип на цени, можеме да заклучиме дека самата игра е активна и дека навистина луѓето кои што ја играат трошат солидно време и ресурси за надградување, купување, нели, што и да е на самата игра. Значи тоа е накратко околу Гала. Сега моментално ќе се, значи Гала како што рековме представува своевиден маркетплейс, но исто така и цел блокчейн технологија развиен околу овие игри кои што моментално се исклучиво на блокчейн технологијата и кои што самиот Гала ги практично во однос за тоа како луѓето сакаат, Гала одлучува кои игри понатаму ќе продолжат и кои ќе добијат поголемо финансирање. Значи на некој начин целиот овој систем заедно е доста позитивен со оглед на фактот дека се обидува да развие сосема нова индустрија на блокчейн игри, кои што се исклучува на блокчейн технологија. Следно ќе поразговараме за Immutable X, кој што ствари представува маркетплейс, значи овој лично пошто јас го користам, малку можам и повеќе да ви кажам за него. Значи за разлика до сега разговаравме за игра, која што беше првата Axie Infinity, разговаравме за своевиден блокчейн технологија кој што развива повеќе игри на собствената платформа, како што е Gala Games, и сега моментално ќе разговараме за исклучиво маркетплейс кој што е поврзан со многу од игрите кои што се развиваат моментално на Ethereum, со тоа што сите овие игри, значи за да можете да изминтате или да размените нешто, не само игри, туку гледате и развој на NFT колекции и слично, значи за да може да изминтате и за да може да размените нешто на Ethereum, знаете и сами ќе ве кошта многу. Со тоа што моментално овдека не само што може да ги изминтате за многу помала цена, туку може и да ги размените за буквално нула Ethereum, затоа што на самиот Immutable X како Layer 2 солуција за NFTs на маркетплейс на сите овие игри, истиот значи нуди скоро бесплатна размена на овие токени и продажба нормално од еден на друг волет, се додека ги држите самите
Значи, овие не ги држите кај Immutable X, туку ги држите на софтвер MetaMask. Значи, вие преку MetaMask уствари ги продавате и купувате овие NFTs и на тој начин вие секогаш сте во нивна собственост, но го користите Immutable X како Layer 2 солуција со цел да ги намалите Ethereum fees. Значи, чисто може да погледнете, јас некои рандом игри отворив, ова е една од оние кои што јас ја играм, со тоа што, значи, чисто да ви покажам дека на вистина има голем обем на трговија. Добро, нормално не ги гледате, овие се безмислени, никој никогаш нема да ги плати овие, но можеме да се вратиме на некои нормални цени каде што, значи, некои карти коштаат и по, значи, огромни суми на Ethereum, кои што на вистина се, чисто за да ви покажам како тоа изгледа. За пример, ова се оние, речем, шпил што јас го играм, значи една од игрите кои што се наоѓаат на Immutable X, на пример, оваа карта кошта 21 Ethereum да имате. Значи може да видите 18, 21, значи станува збор за исклучиво скапи карти, кои што како такви, на пример, коштаат навистина многу доколку потрошите време, вреди да го направите ова за огромна сума на Ethereum, така. Значи со оглед на фактот дека кога би ја продале оваа карта на нормален било каков тип на размера на NFTs, вие би платиле многу голем фи затоа што станува збор за голем Ethereum, нели, голема количина на Ethereum, додека овдека на пример може да направите размената за многу минимална сума. Сега, како што кажав, имаме различни тип на игри, гледате. Значи овдека имаме различни аватари кои што може да ги купите за некоја игра која што искрено не знам. Или по овде, например, гледате, може да се купите месечина за 85 Етериума на Planet Conquest се нарекува оваа игра. Значи, чисто сакам да ви покажам како прилика изгледа. На самиот почеток ги имате сите овие игри, како и колекции. Значи, гледате, ова е само оние првите кои што се фичер, најдобрите кои што ги има, колекции, значи и понатаму може да продолжите со тоа што Immutable X самиот по себе идејата е значи да се направи место каде што може да се разменуваат NFTs помеѓу геймери и при тоа да се плаќаат скоро најмали можни NFT, значи суми за Ethereum со цел да се намали значи нели начинот на кој што иначе би престанала да постојат NFTs моментално, со оглед на фактот дека значи фиисот не се намалени, а самиот маркет е во bear маркет, така да кога ќе видите, значи ова е едно од најпозитивните работи кои што сум ги видел генерално, со тоа што Immutable X самиот по себе има и свој токен IMX, кој што моментално е 74 центи, истиот беше негде околу $6. Значи многу извинете, 9,3. Добро, тоа ја не сум го заприметил. $9,3 беше во самиот bull маркет, со тоа што јас верувам дека како ќе се врати следниот bull маркет, така ќе се врати и модата на самите NFTs, луѓето ќе почнат повторно да играат. Значи, прост пример, на Gods Unchained во текот на 2020 година или 2021 година во самиот bull маркет, значи дадоа вредност на Gods токени во вредност од $12,000. Значи во моментот кога им ги дава на луѓето беа околу $12,000 за сите оние кои што имаа играно во последните 6 месеци. Значи замислете, тоа е од играта награда за оние кои што постојано играле во последните 6 месеци. Значи тоа не се случуваше постојано, тоа беше само еднаш и беше една од најдобрите реклами, со тоа што ваквиот тип на награда кој што добија на Gods Unchained потоа донесе 60 пати повеќе играчи. Замислете, значи од моментот кога ја дадоа оваа награда дојдоа 60 пати повеќе играчи од тоа што беше во тој момент, само поради таквата награда. Но тоа не го направи повторно, зборуваме за огромен момент, значи огромна сума на токени, но беше интересна награда и никој не го променува фактот дека можеби ќе се случи повторно. Значи моментално постојано има награди која играте оваа игра и кои што како такви на пример се доста вредни. Значи јас можам да ви кажам и играм. Со тоа што верувам дека кога ќе се врати следниот bull маркет, ќе се врати цената на самиот IMX, затоа што ќе биде IMX многу повеќе користен, значи самиот Immutable X, колку поголема размена, толку повеќе се користи Immutable токенот, колку повеќе се користи, толку повеќе, значи истиот луѓето ќе сакаат да го имаат, а со тоа ќе го нема на пазарот, значи стандардна економска дефиниција за нештата, колку едно нешто е помалку на пазарот, толку неговата цена е повеќе. И тоа и се очекува, значи на следниот bull маркет од Immutable X, затоа што е еден од најголемите маркетплейси, како што можеме да видиме и сами,
Значи еден од најголемите, значи моментално се наоѓа на Gaming 2, 4, 6, 8 место, но сепак представува едно од најголемите marketplace за NFTs, за gaming на самиот Ethereum мрежа. Значи тоа е Immutable X и последната за која што ќе разговараме, која што е своевидно многу различен тип на апликација, значи како што кажаме досега, земавме по еден од повеќето различни, да речем, токен или проекти кои што може да се најдат во блокчейн мрежата на гейминг секторот, со тоа што првата, како што кажаме, Axie беше игра, потоа разговаравме за Gala, која што представува своевидна менувачница, како и апликација за развој на блокчейн игри, нешто слично на Steam, и потоа разговаравме за последниот проект пред да дојдеме до Степан, а тоа беше Immutable X, односно менувачница за NFTs на Ethereum мрежата, за игри кои што се наоѓаат на Ethereum блокчейн технологијата. Следно за кој што ќе разговараме е Степан, една од најпопуларните проекти во криптомрежата во однос на гейминг, со тоа што самиот по себе Степан не представува игра, туку Степан представува апликација која што може да имате на собствениот телефон, таблет, на што сакате, која што сама по себе ви дозволува да заработувате кога се движите. Значи буквално, дали трчате, дали се движите, дали спринтате, дали правите маратон, ви дава можност да заработувате. Со тоа што значи има сега тоа е проблемот што многу луѓето не го разбираат. Значи за да може да почнете да ја користите Степан апликацијата, вие прво мора да купите чевла. Значи барем една чевла мора да купите, со тоа што кога ја купувате чевлата, значи вие фактички мора да вложите, гледате, значи наједноставните чевли се 8 со сол моментално да купите. Значи гледате, имате и многу поскапи. Иако гледате, во случајов има 5, 1,79, но секој од овие чевли има различни карактеристики и некои се за одење, некои се за трчање, во зависност од тоа што сакате да купите нормално. Значи гледате, 9 Solarium, Sol 2, 1.92 Solana. Значи кога ќе отвориме, чисто да видиме, тоа е проблемот, ви го дава директно во Buy. Значи и самиот Степен има овдека свој маркетплейс, но за жал морам да направам акаунт, јас акаунт немам и сега моментално да го направам само за да ви покажам, нема логика. Значи како што кажав, значи овдека може да погледнете каков тип на чевли може да купите, со тоа што не заборавајте дека значи чевлите моментално доаѓаат и во однос на тоа каква им е, значи некои од нив се поретки. Значи буквално има оној систем како на секој од оние игри Normal, Rare, Epic, Legendary, значи буквално се така поделени овде, со тоа што значи вие ги минтате овие, значи вие доколку имате две, може од двете кои што ги имате да изминтате нова патика и има степен на процент на која е шансата да добиете Rare или која е шансата да добиете Epic. Со тоа што колку се поретки патиките кои што ги користите, толку за минтање на нова, значи секогаш мора да имате две, толку е поголема шансата да добиете иста или повисока реткост на оваа чевла, со тоа што колку е поретка чевлата што сте ја изминтале, толку повеќе ќе ви носи пари во однос со тоа колку повеќе сте трчали или оделе. Значи во денешно време јас на Малта искрено видов луѓе кои што ги нудеа своите Степен чевли на луѓе кои што сакаат да трчаат во замена за дел од добивката. Во превод, значи јас ви ја давам мојата апликација, да речем мојот телефон, и вие трчате, и кога ќе завршите со трчањето, јас например ви префрлам дел во Степен, значи во случајов е 0,64 центи, значи ви префрлам дел од Степен на вашиот MetaMask во однос на тоа колку сме се договорили. Например, ви даваме 40-30% од она што сме го заработиле, поради тоа што вие користите мојата патика, мојата апликација, а јас вас ви давам дел од она што сме го спечалиле во Степен, со тоа што сум видел дека некои луѓе заработуваат и по $800,000 на месечно ниво, однос на тоа каков тип на чевла имаат. И овдека можеме да видиме, значи гледате, ова се моментални, гледате колку се користи. Значи ова е во метри, колку моментално досега има истрчано, со тоа што можеме да видиме дека се 117 билиони метри. Ова е колку моментално, значи carbon offset според килограм, ова е колку сме го намалиле раззагадувањето со карбон во воздухот поради користење на ова, затоа што мора да пешачите, не може да или да трчате, и колку калории изгорени во користење на оваа апликација. Значи морам да
признаам дека е една од најинтересните работи кои што сум ги видел, со тоа што исто и ова сакам да ви го покажам, значи самиот степен има и burn, односно се горат дел од токените, значи колку има, гледате, на неделно ниво имаме моментално 1,5 милиона степен креирани, додека 2,9 изгорени, што значи дека повеќе се гори отколку што се произведува. Тоа е многу добро за самиот значи токен како иднина, затоа што на тој начин е дефлационен, не е инфлационен, што значи дека колку повеќе време мине, толку помалку ќе биде неговата целосна circulation supply, односно ќе биде помалку на пазарот како количина. Со тоа што, значи, исто и ова ќе... Проблемот е со степен што истиот дојде многу касно на пазарот. Значи, 2022 април, значи 3,8 прилика, кошта 1 степен. Значи, проблемот е што многу касно дојде на пазарот. Значи, гледате, он потекнува од 9 март 2022, кога веќе бевме во... Со тоа што вакво касно тоа е и на пазарот, значи, замислите 2021 негде во зимата, ноември-декември, ние бевме веќе на топ, значи дека до март, ако се сеќавате, веќе бевме во длабок пат, затоа и можеме да видиме дека многу слаб скок има истиот, иако тоа е во, да речем, падот на bear market, но верувам дека овој проект има, да речем, шанса да опстане за следниот bull market, но мораме да видиме дали тоа ќе се случи. Идејата на истиот за да се намали на некој начин карбон загадувањето на самиот озон е доста интересна и морам да кажем една од покреативните работи во светот, затоа што со користење на апликацијата вие добивате пари. Со тоа што они добиваат пари нормално од минтање, добиваат пари од оно што се продаваат и купуваат патики на маркетплейсот, но во секој случај интересна е целата апликација и како таква е една од поуникатните кои што сум ги видел и затоа сакам да ви ја покажам. Значи и гейминг секторот самиот по себе е многу пофлексибилен и мораме да го, значи доколку сакате например да инвестирате во гейминг секторот, мора да запазите и мора да следите постојано што е ново на пазарот, затоа што многу е лесно некои од овие апликации да не бидат успешни или па да бидат успешни на краток рок, да направите профит, но доколку не го извадите тој профит да го изгубите со оглед на фактот дека ќе изгубат на вредност и на популарност. Знаете и сами дека одредени игри се појавуваат на пазарот, прават бум, луѓето почнуваат да ги играат, но како мине времето така се појавуваат нови игри кои што се поинтересни и многу често ги земаат играчите кои што досега биле, да речем, дел од претходната игра и затоа бидете во тек ако сакате да заработувате со гейминг секторот, бидете во тек и следете, затоа што постојано има нови проекти кои што се појавуваат на пазарот и кои што завземаат дел од овој маркет кап, кој што пак на некој начин е ограничен сега за сега и затоа нели понатаму како ќе расте крипто секторот, така и овие проекти ќе растат, но во овој момент доколку сакате да инвестирате во гейминг, мора навистина да ги следите проектите во кои што инвестирате, затоа што оно што го инвестирате може и колку лесно се тргнало нагоре, да тргне и во обратен правец. И сакам да напоменам уште една работа, значи генерално крипто секторот и гейминг индустријата досега беа во сосема спротивен тек, затоа што знаеме дека најголем дел од мајнерите во светот користат, барем на почетокот користеа, многу од компјутерската техника која што е потребна на самите геймери, посебно графичките картички, и поради таквото користење графичките картички многу поскапеа и поради тоа гейминг секторот генерално многу го мразеше крипто секторот, но како моментално се движиме до степен каде што имаме многу од овие апликации кои што навистина нудат солидна заработувачки и нудат значи она што го работите или што го купувате на играта навистина да вреди понатаму се повеќе. Значи самите игри враќаат за разлика од претходно. Значи за разлика од претходно игрите беа направени за вие да уживате, но го плаќате вашето искуство постојано и секое надградување на играта кошта се повеќе пари, додека сега моментално игрите се направени да не коштаат ништо, да што повеќе играте ви враќаат напротив на она што сте играле, наместо како во обичаените игри на PC каде што мора да плаќате за секој ново искуство, за секој нов додаток, за секој нов апдейт. Сега моментално, значи комплетно се врти целата работа наопаку и затоа ќе напоменам уште еднаш моментално криптоиндустријата и гейминг секторот постепено гледам дека почињаат да наоѓаат заедничко тло и дека се повеќе се интегрира гейминг секторот во криптоиндустријата. Ќе напоменам уште еднаш, кога ќе почнеме да гледаме големи имиња од типот на еве да речеме да влезе
EA Sport или Capcom или оние огромни моментално студија кои што работат на развивање на тие најдобри игри, значи кога ќе почнеме да ги гледаме ваквите студија да влезат и да почнат да инвестираат во развивање на игри на блокчейн технологија, тогаш ќе добиеме масивно преселување на целата гейминг индустрија на блокчейн светот, но со метаверсот и со вакви степен на развивање на геймингот, тоа е само прашање на време. Значи метаверсот само по себе ќе ги донесе сите овие големи играчи, сите овие големи продукцијски куќи, затоа што едноставно немаат каде да одат, а тоа е следниот степен на технологија и мораат да го следат. Сега интересното е во тоа што, значи ако знаеме каде финансираме, ние можеме да го фанеме тој бран уште пред да се случи. Додека за разлика од тоа многу луѓето во светот ќе чекаат прво EA Games да почне да развива игри на блокчейн технологијата пред да им текне дека треба на пример да се интегрираат и да купат во одредени проекти што представуваат иднина во гейминг индустријата. Значи тоа е разликата. Доколку се интегрирате пред да дојдат големите играчи, вие ќе бидете во позиција да направите пари од оние кои што ќе дојдат после вас. Затоа бидете паметни како и во гейминг секторот, така и во останатите сектори. Бидете први што ќе се интегрираат во крипто секторот со цел кога ќе дојдат останатите што слушнале на вести, за разлика од оние кои што слушнале моментално затоа што истражувале на пазарот, значи фактички тие луѓе што ќе дојдат понатаму, парите што вие сте ги инвестирале во одредени проекти ќе ги добиете назад пута 5 од оние кои што ќе дојдат покасно и ќе инвестираат кога ќе биде многу поскапо. Влезот во било кој проект, токените за било кој проект. Значи тоа е она економскиот сегмент на инвестирање во овие категории, па дури и да не верувате во нив. Значи јас лично сум негативно расположен во однос на развивањето на метаверсот, но сакале ние или не, новите генерации се исклучиво врзани за таков тип на дигитален развој на технологијата и они, без разлика дали ние сакаме или не, ќе бидат дел од тој метаверс, значи едноставно нема да имаат избор. Затоа што е модерно, затоа што е популарно и новите генерации ќе го интегрираат, сакале ние или не. Затоа на нас останува, без разлика дали тоа го гледаме ние како морално добро или лошо, овдека мораме да го гледаме како економски исплатливо или не. Затоа гейминг индустријата и метаверс секторот, иако генерално моментално служат за заглупавување на едните генерации, сакале ние или не, носат добра, солидна шанса за заработка и би било на некој начин лошо од наша страна да ја пропуштиме. Значи тоа е се околу генерално гейминг сектор кој што би сакал да кажам. Значи иако сега е мал, гледаме дека нема некои огромни проекти, нема некој огромен капитал во него, но интересното е што е добро да се влезе во секторот додека е мал. Не се чека истиот да експлодира за да влезете па да буквално го направите оно што моментално го кажем пред 5 минути, вие на некого да му ги дадете парите затоа што инвестирал на време. Значи затоа не бидете дел од тие луѓе, информирате се на време и инвестирате кога е рано, а не кога е касно на пазарот. Уште еднаш ви благодарам што ги гледате нашите видеа. Значи ова беше последното видео за гейминг секторот, каде што разработивме неколку поинтересни проекти. Следно за кое што ќе разговараме е storage секторот, односно фактично продажба на меморија на останатите крипто проекти од страна на овие за кои што ќе разговараме на следното видео. Ви благодарам уште еднаш, ќе кажам повторно, ова се категории кои што е паметно за вас да ги разгледате, за да знаете што понатаму не чека како развој во крипто секторот и на тој начин ќе можете и сами да видите каде вие спаѓате и каде сакате да инвестирате во иднина во крипто секторот. Ви благодарам уште еднаш што следите нашиот портал, нашата програма. Се надевам дека ќе продолжите и понатаму во иднина. Уште еднаш благодарам на сите за нивната поддршка, значи верувајте ми, сите коментари, сите пораки гледаме да ги вратиме и да одговориме што можеме порано. Секој ваш сабскрајб, секој ваш коментар е многу ценет од нашиот тим. Значи колку повеќе ги добиваме, толку повеќе сме свесни дека навистина вреди ова што работиме и дека има луѓе кои што вреди ова да се продолжи понатаму да се работи. Ви благодарам уште еднаш. Имајте добар ден од тимот на CryptoGameMedia.